Викторија Никитина работи на слика во незиниот дом во Сиетл, Вашингтон. Наскоро, родом од Днипро, Украина, ќе ги остави четките на страна, ќе се упати на работа. Я прибираю в будинку для літніх. 3 пати неделно навечер чистам во дом за стари лица во Сиетл. Од 23 часот до 7 часот наутро, Никита вакуумира, мие подови, прашина, го изнесува ѓубрето. Можливо, я могла б... Можев да најдам друга работа, нешто поблиску до мојата професија, но не зборувам англиски. Никитина работела како дизајнер на интериер во Украина. Но во октомври 2022 ракета падна во близина на незиниот дом, убедувајќи ја да замине. Се преселила во САД, каде што живее незината ќерка, благодарение на програмата на американската влада. Таа вели тешко и минувало времето во Америка. Я хотіла просто Да бидам искрена, сакав само да заспиам и да се разбудам дома. Психологот Алберт Скип Ризо од Универзитетот во Јужна Калифорнија ја разбира реакцијата на Никитина на незиното ново обкружување, објаснувајќи дека присилното преместување може брзо да се претвори во психолошка траума. Ова не беше избор. Повеќето луѓе бегаат да се спасат. Знаете, заминуваат и го носат целиот психолошки багаж на живење во воено обкружување, оптоварено со трауми, а потоа додавајќи го прилагодувањето на новата средина. Ирина Трихитко, потекнува од Ирпин, Украина, сега живее во Сиетл. Таа исто така дојде во САД преку програма за бегалци заедно со незиниот сопруг и 4 деца. Ми так думали спочатку, що ми залишимося лише на місяць. Мислевме дека ќе останеме само 1 месец кај сестра ми. Но кога стигнавме, се чувствував толку безбедно. Моите деца беа безбедни. Така, останавме, но мојот сопруг се врати во Украина. Таа вели дека грижата за своите деца ја одржува. Додава, пожртвуваноста за децата може да ги прикрие чувствата на изолација и носталгија. Ако имате мали деца, тогаш тоа не се важни вашите потреби. Вие ги земате во предвид потребите на вашите деца. Психолозите велат дека најдобриот начин да се справите со чувствата на изолација е да побарате поддршка. И додека нема посебни програми за психолошка помош за украинските бегалци во Америка, локалната украинска заедница стана прибежиште за овие две жени. Но дури и со новите украински пријатели, Никитина вели дека ништо нема да го замени незиниот дом. Там було моє життя. Мојот живот беше таму и се остана таму.